Добар ден, почитувани. Председателот на Интегра Љупчо Ристовски, гостин во ова интервју. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Ден потоа, ден после лидерската средба. Ќе барам ваш став, ваша оценка за тоа што беше она вчера што се случи. Лидерите на парламентарните партии влегоа во собрание, седнаа на заедничка маса, се очекува некакви ставови, некакви заклучоци. Меѓутоа, за некој лидерската средба беше успех затоа што сите седнале на една голема заедничка маса. За некој, сето она што се случи потоа беше сосема очекувано и ништо ново. Наместо заеднички заклучоци, секој излезе со свој сопствен став. Што всушност се случуваше, господин Ристовски? Лидерските средби се принципиелно добар начин на комуникација, затоа што едно златно правило е, па и во политиката и во животот, ако луѓето сакаат да се разберат едни со други, мора да разговараат едни со други. Во Македонија не се отворени канали на комуникација помеѓу власта и опозицијата, помеѓу парламентарните и вонпарламентарните партии, помеѓу се што може потенцијално да биде елемент на прогрес, се што може да даде потенцијал за да даде соодветен придонес на политичката сцена. Оваа лидерска средба ми се чини дека се одржа ради реда, колку да се рече дека имало лидерска средба, затоа што се чинеше дека однапред влегоа со јасно се дефинирани... тресеше гората, се роди глушес, така некако. Да, меѓутоа позади тоа, јас мислам дека се крие и политика на скриени намери, се подготвува јавноста, значи јавното мнение за уставните амандмански измени кои што треба беа очекувана тема на оваа лидерска средба. Сите очи беа фокусирани дека ќе се разговара за ова, дури некој очекува и, како што реков, некакви заклучоци, ама не излезе ништо. Тоа покажува дека имаат скриени политики и власта, и Социјалдемократскиот сојуз, и ВМРО, ДПМН, и опозицијските партии. И едните и другите имаат скриени политики. На крај, потешкото секој пат паѓа на товар на народот, на граѓаните, на луѓето, затоа што ниту едните ја кажуваат вистината, ниту другите ја кажуваат вистината, сите излегуваат со лага влегуваат на лидерската средба, со лага излегуваат од лидерската средба. Ми се чини дека ВМРО ДПМН нема да обстои на својот цврст став од почетокот. Ми се чини дека ова е фаза на глума. Да. Околу уставните измени. Апсолутно ќе ретерираат околу уставните измени и се најавува веќе, нели? Самите кажуваат дека доколку Европската унија дала гаранции и така натаму, тие биле подготвени да разговараат и да се сложат околу уставните измени. Ако немате јасен, експлицитен, чист став на политичката сцена, тогаш немојте да ја давате довербата на таа политичка гарнитура, на тоа лидерство. Едноставно тоа лидерство, ако е склоно да лаже, ако еднаш ви излажало, 50% е шансата втор пат да ви излаже. 100% е шансата трет пат да ви излаже. А досега Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН 100 пати имаат излажено македонската јавност. Се со цел да бидат тука, да бидат во фокусот, да бидат во центарот, да. И да го држиме високото, место за корупција, затоа што нивната визија за политика е моите 5 минути во политиката. Влегуваме со едни уверување, а действуваме сосема спротивно. Да, и затоа е потребно прочистување на политичката сцена. Јас често пати говорам, Македонија стана политичко мочуриште и нам ни е потребна радикална реформа на политичкиот систем. Ние треба да ги промениме комплетно и законот за избори, законот за политички партии. Значи, мора да го ремоделираме политичкиот систем, мора да направиме длабок рез, да ресетираме се одново и да ги поставиме одново генералните цели и задачи, да утврдиме нови стратегии и политики, каде ќе ја движиме Македонија во наредниве 10, 20 или 30 години, затоа што сме дојдени на дно. Ова политичко мочуриште почна да раѓа, да воскреснува, разни гадинки во политиката, по истиот тој, коруптивен модел, криминоген модел, мајндсет кој што едноставно не му мисли добро на народот, не мисли добро на државата и на татковината. Значи, ние сме дојдени во една ситуација во која што јас често пати говорам, мора да анимираме целокупната научна елита, целокупната интелектуална елита,
Сите медиуми треба да се фокусираат на таа цел, да создадеме систем во кој што ќе се изнедри нов потенцијал во државата. Со ова до сега не оди никаде. Тие се исцеден лимон. Тоа што е на власт и во опозиција, во парламентот во моментот е исцеден лимон. Тоа повеќе не може да даде добро. Не може да даде добро. Не се снаоѓаат со економската криза сега власта. Опозицијата не нуди решенија. Значи нуди решенија само избори да дојде на власт, да се пригреби до власта. Еве добија шанса од народот за локалните избори. Тука имаше нели обид повторно да се видат очи во очи Мицкоски и Ковачевски околу енергетската криза, па имаше тука нели обиди како да се изнедат некои решенија. Мицкоски предложил нешто, Ковачевски прифатил, не прифатил. Тоа е добар модел. Значи јас велам, треба да се гледаат. Дури и закоравените непријатели треба да седнат на маса и да разговараат, ако мислат добро на државата, на татковината на народот. Значи треба да се седне да се разговара, но ако седнете да разговарате, вие треба да бидете отворени да примите тоа што е позитивно или да отфрлите тоа што е негативно, па и да примите и критика и така натаму. Значи зборувам и за едните, зборувам и за другите. Сега не е добро јас со страна да давам совети и така натаму. Секој си знае најдобро, тоа се лидери на политички партии. Легитимно е да ја водат партијата или во прогрес или во пропаст. Тоа си е нивна работа, но јас генерално говорам, нам ни треба нов политички амбиент, нам ни треба нова политичка клима, во која што очигледно сиот народ знае дека од нив не можете повеќе да очекувате ништо подобро од тоа што било досега. Значи, досега е најлошото што можело да се задеси на Македонија. И ако не го отворите вие целиот општествен систем, да трагате дури и во најмалото место, не знам, во Ново село Струмичко или не знам, Ново село Штипско или кај сакате, да трагате по она што може потенцијално да биде додадена вредност за државата и за татковината. Че ние мора да трагаме по нови ликови во политиката, да изнедриме нови политички визии, нов поглед на светот. Нас не треба повисока перспектива, нешто што постепено ќе почне да ја враќа надежта на народот на овие простори. Сосема точно, меѓутоа народот сето ова го знае и многу е чудно кога ќе дојдат изборите, затоа што народот дел од оние што се веќе определени знаат на каде ќе одат, дел од оние што не се определени не знаат и велат нема трета опција. Како ќе му се даде довербата на некој кој што треба да го смени политичкиот амбиент во државата? Станува збор многу тешко се буди сенсот кај народот. Ќе применам систематизирано знаење во ситуација. Значи, станува збор за систем. Вие имате систем во кој што 2 дена пред локални избори двете партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, се договараат и го блокираат законот за избори во делот на медиуми. 97% од медиумскиот простор го блокира за себе. Закуп. 97% вие да сакате, не можете и да сакате да платите, немате минутажа. Тоа е на таква глупост во политичкиот систем, во која што вие во суштина му давате предност. Јас во неколку наврати го говорев, да речеме ако Хусеин Болт, нели светскиот првак во атлетика, нели брзински трки, освоил златна медаља на овие олимписки игри, вие на наредните олимписки игри затоа што освоил златна медаља му давате 10, 20 или 50 метра предност пред останатите тркачи. Па направете го вие тоа еднаш. Ке згаснат олимписките игри за 2 циклуса, затоа што ниту еден млад човек нема да сака да се трка ако некој има предност во трката. Ние одиме на избори 30 години во кој што има предност монополот на политичката сцена. Дали е Социјалдемократски сојуз, дали е ВМРО-ДПМН. Че монополите владеат со Македонија. Во економијата, ако имате монополска позиција, е кривично дело. Имате закон за монополи. Во политичкиот систем немате кривично дело. Нема закон за политички монопол. А го имаме на сцена и тоа ја тоне Македонија. Ја гасна Македонија 30 години и не се остава простор. Внимавајте, се применува Ашов експеримент еден постои, каде што во 97% од времето на традиционалниот медиум телевизија, кој што се уште доминира во Македонија, и во 97% нели, тоа влијание се пренесува на социјалните мрежи, народот гледа една вистина. Ја гледа вистината или во Социјалдемократскиот сојуз, или во ВМРО-ДПМН. А во суштина гледа лага. А тие му велат тоа е вистина. И со Ашовиот експеримент докажано е дека ако, да речеме, меѓу 20 души, ако 17 разумно размислувале во првата фаза, под притисок, кога цело време му кажувате дека не е во право, не е во право, не е во право, на крај тој се
подвинува или се подчинува на оние 3% кои што говорат лагата. И тој Ашов експеримент е применет во Македонија. И затоа е народот деморализиран, затоа имате висок процент на неизлезност, 55%. Во моментот имате луѓе кои што не знаат за кого да гласат, не сакаат да кажат, не сакаат да кажат, не се одлучени, се плашат заради некое свое дете или внуче што работи во државна администрација, кој е под притисок, под уцена дека ќе го избркат од работа, па им дава спискови да потпишуваат, па на вработените во администрација по 10 имиња, презимиња да донесе дека гласале со материјален доказ, со снимка на ливче, со не знам што. Го имате бугарскиот воз кој што очигледно ги краде сите избори. Че многу едноставно бугарскиот воз се функционира и со ВМРО и со СДС. Време. Иако беше многу актуелен и многу затоа што јас ја држам тезата дека Социјалдемократски сојуз и ВМРО ДПМН го играат тангото со ѓаволот. И тоа е веќе очигледно на јавната сцена од моментот кога падна режимот на Груевски, мислам дека ВМРО ДПМН и било кое лидерство да дојде ќе биде уценето. Јас икс пати ја одобрувам кованицата на Ѓорѓе Иванов, кој што вели, тој кој што ги знае тајните на вашиот живот, тој е господар на вашата судбина. Во моментот господар на судбината на ВМРО ДПМН и на секој идно раководство на ВМРО ДПМН ќе биде Социјалдемократскиот сојуз, односно собственикот на тајните на глупостите што ги правеа 11 години кога беа режим. Поради тоа сметате дека се уценети? Да, јас тврдам дека се уценети и лично председателот на ВМРО ДПМН, тој ме тужеше на суд за таа изјава. Значи, не е непознато и ВМРО ДПМН е уценет. Јас постојано ќе говорам таа теза дека тие се уценети и некој ги има во рака. Кој не знам, можам само да претпоставувам. Дали станува збор за Будимпешта, дали станува збор за странскиот фактор, дали станува збор за Социјалдемократскиот сојуз или мислите дека се игра тоа танго и тука? Да. Апсолутно се игра, се додека не се заврши нели финалното менување на уставот и се додека не се отвори одново Пандорината кутија. Во таа Пандорина кутија асимилацијата ви влегува дома. Че не е прашање дали бугарите како етничка заедница ќе влезат во преамбулата или во уставот, па дури и да ги третираат како конститутивен народ. Не, во прашање е што потоа ќе дојде. Ќе зборуваме. Сакав ова само да не ми побегне. Зборуваме, неколку пати спомнавте за вчерашната лидерска средба, скриени политики од едната и од другата и од третата опција. Што тука насетува интеграна? Што поточно може да се мисли кога зборуваме за скриени политики? Па внимавајте, многу е тешко да биде уценет човек. Значи, тој никој пат не може да го каже јавно тоа што го мисли. Тој мора да го кажува јавно тоа што некој му кажува што да мисли и што да прави. И сега во тој хаос и во тој галиматијас вие може да ги анализирате само делата, постапките. Имате час една политика, имате час друга политика. Имате колебливост на јавна сцена. Што можам да насетам? Можам да насетам дека веќе е спакуван форматот кој што ќе гласа за уставните промени. Во режија повторно на власта, но и во 2001, 2002, нели, и во ова со Преспанскиот договор 2018 година цело време партнер во процесот е ВМРО ДПМН. Значи ништо Социјалдемократскиот сојуз не можеше да направи сам доколку не му беше потпора или подметнато рамо подадена рака ВМРО ДПМН. Тие можат сега да се правдаат дека се одметнале пратеници и така натаму, но имајте предвид, еве во јавност излезе и Павле Транов и други и трети дека Павле Транов вчера рече дека 8 пратеници се веќе подготвени од опозицијата да ги поддржат уставните измени. На една таква изјава налета вчера, така нешто прочитав. Не сум го слушнал кога го нудеше оној проект за создавање на влада од сите политички партии во услови на една вака критична ситуација во државата. Зборот ми беше Груевски на сите пратеници пред да потпишат и добијат нели кандидатура, им бараше меници. Се слушна дури и сумата. Еве Павле Транов спомна сума од 600.000 евра. За пратеник во ВМРО ДПМН треба да потпишат меница на 600.000 евра, која што е патен нотарски со извршна клаузула. Ќе му отиде имотот и се што има, ако случајно му мрдне лево или десно на лидерот на партијата. За ова ние не говориме јавно, мислиме дека тоа е во некој кулуари, но еве прашете ги, сите што биле пратеници, а сега не се, и се опозицијски настроени кон едната и другата партија, ќе ви кажат. Ќе ви го кажат ова. Сите ја говорат истата вистина, дека меници постојат, дека не се баук, дека не лебдат некаде во облаци, него тие се нешто реално кое што постои. Зошто тие 8 темина што гласаа за Преспанскиот договор не им беа активирани мениците? Затоа што беше договор.
лично со лидерството на ВМРО-ДПМН и лидерството на Социјалдемократскиот сојуз. Зошто сега, пошто истите тие што беа избрани, истите сега што се избрани, по истиот модел се избрани. Не заборавајте дека има 40 градоначалници ВМРО-ДПМН Да. и повторно координатор на градоначалниците им е Ставревски. Повторно го има системот на мултилевел маркетинг, каде што од секоја потрошена капитална инвестиција мора да одат парите на посебна сметка. Нели, велиме за партијата, но се разбира дека не оди за партијата, него оди за поединци. Значи, тоа се исти рутини, исти навики, исти луѓе со исти рутини, исти навики. Вие очекувате тие луѓе кои ве турнале во провалијата да ви излечат од провалијата. Не, Ајнштајн вели тоа е најголемата глупост да очекувате дека некој што ве внел во проблем ќе ви извади од него. Не. ВМРО-ДПМН не може да извади Македонија, македонскиот народ од проблем. Социјалдемократскиот сојуз не може да извади Македонија од проблем, затоа што едната и другата партија го втурна македонецот, татковината, државата во провалија. Ние сме луѓе во провалија, на дното сме на планетата Земја по сите можни достигнувања. На дното сме. Уставните измени, рековме, ќе бидат протнати така како што ќе бидат протнати, самите вие најавите, после тоа се отвара веќе Пандорината кутија. Што се крие во таа Пандорина кутија? Еве, пред извесен период тука, на ова место, Арбен Таравари рече дека уставот ни е крпен. Дека убаво е да се донесе некој нов устав, може би во иднина и граѓански устав, дека се работи за нивното достоинство. Кој е ставот на Интегра за брешењето на оние 20% Прво за бугарско. Значи, бугарите ќе продолжат со нивните екстремизми и ќе се засилат. И кој ќе ни вети дека повторно нема да не блокирате и не може да ни никакви гаранции не може да даде ниту Брисел, ниту Европска унија, кој да ви даде после 4 години е менлив. Значи никакви гаранции од Европската унија не ви важат. Тоа заборавете го како модел. Однапред не го лажете народот. Значи такво нешто не постои. Во политиката не постојат однапред дадени гаранции. Постојат подпишани договори кои што имаат меѓународно правна разврска. Точка. Тука е завршена приказката со било какви гаранции од Европска унија и од Брисел. Нека не го лаже Мицкоски и ВМРО-ДПМН својот народ. Нека престанат еднаш да го лажат. Такво нешто не постои. И нека еднаш додржат до себе си и до својот став. Ако треба сите пратеници ќе ги однесе во карантин 6 месеци, ќе им ги одземе мобилните телефони, едноставно ќе помине периодот кога треба да се донесат уставни измени. Има начин како да се сопре процесот. Како фудбалери не пред финале во Лига на европски шампиони одат во карантин. Забранета им е комуникација со сите, мобилни телефони нема ништо. Значи има начин како да се избегнат ситуациите, како да се дојде до тоа да се сочува ситуацијата. Оти, бугарите ќе влезат во образованието. На почетокот со приватни инвестиции, основно образование, во средно, високо образование, ќе бара да се учи нивната историја, ќе влезат во медиумите, печатени, електронски, лека полека ќе. Значи, асимилацијата ви влегува дома. Тоа што успеа да го направат во Пиринска Македонија, ќе се обидат да го направат сега во матицата, во татковината, во Македонија. И македонскиот народ нема отпорност во тој дел, затоа што, внимавајте, ако власта решила да го прави тој чин, логично е опозицијата да го спречи. Доминантно парламентарната опозиција е пробугарски ориентирана. Половина од раководството сегашно на ВМРО-ДПМН имаат бугарско државјанство и бугарски пасоши. Тие може да кријат, да ја лажат јавноста дека немаат. Но бугарите ги објавија списковите на сите кои што имаат бугарско државјанство и бугарски пасоши во ВМРО-ДПМН. Значи, кај нив провеува дури и Ванчо Михайловистичката идеологија на сцена. Внимавајте, подпредседател на партијата ви е човек кој што за Блаже Коневски вели џуџето од Небрегов. Се слика со уште еден негов со партијец со бугарско знаме. Значи, имате во врвот на ВМРО-ДПМН имате се уште двојство. Имате луѓе кои што им гледа окото кон Белград, имате луѓе кои што им гледа окото кон Софија. Се поредко и се помалку има луѓе зборам во раководството на ВМРО-ДПМН кои што гледаат за Македонија и за македонецот. Во членството имаат. Ама таква е ситуацијата, како што коментираат луѓето, граѓанството, таква е ситуацијата и во СДСМ. Има луѓе на кои што очите им гледаат кон Белград, има луѓе на кои што очите им гледаат кон Америка. Па дури и за вас велат, ако не сте толку настроен пристрасен кон Израел, кон Америка, кон Британија, повеќе да гледате за Македонија, можеби ќе постигнете и повеќе успеси со Интегра и со формирањето на партијата. Па ние цело време гледаме со нашите стратегии и политики на Македонија.
Значи нас не интересира ниту Америка, ниту Британија, ниту Израел. Но ги земаме позитивните елементи кои што да речеме, внимавајте, Израел води стамените надворешна политика. Кај нив е примордијален секогаш националниот интерес. Живеат во страшно непријателско окружение. Значи, стотици милиони арапи, ислам, радикален ислам, секојдневно му се закануваат, секојдневно го бомбардираат во услови на константна воена состојба. Тоа не го спречи за 72 години да направи бруто домашен производ од 350 милијарди долари. Не го спречи неговиот буџет да биде 80-90 милијарди долари годишно. Го спречи некој Израел. Колкав притисок трпеше Израел во време на демократите од Америка за две држави. За моделот на две држави. Така. Дали Израел дозволи такво нешто? Не. Значи, тие се конзистентни во својата политика. Колку и да имаат разлики, власт, опозиција и така натаму, кога станува збор за националниот интерес, тие се бедем. И затоа Израел обстанал. И тој модел, внимавајте, и јас сега тој модел го барам македонецот да го примени. Македонците, кога станува збор за македонскиот национален стратегиски интерес, ние треба да бидеме бедем. Погледнете ги албанците што прават. Ке се караат очи, ке си вадат кога станува збор за бизниси. Кога станува збор за некое право на албанската етничка заедница во Македонија, тогаш сите стануваат едно. Колку и да имаат разлики вака на површина. Тие стануваат едно. Бугарите во екстремизмите 100 години наназад се едно. Грците исто така. Погледнете Србија. Колку и да има разлика власт опозиција, ние не научивме. Чи кај на Веловото проклество ден денеска постои меѓу македонците. Ние сме многу разјадени од натре. Сеењето раздори помеѓу браќа е една од најомразените работи на Господа. Чи ние не научивме како да ги најдеме точките на сплотување внатре. Премногу сме разединети од натре, премногу сме слаби и сега замислете ја меѓународната политика која ќе погледне, ќе види каде е цврсто, таму не може да скинеме, каде е тенко, таму ќе притиснеме и таму ќе се скине. Тенко е кај македонците, кај македонскиот народ. Значи, јас никој пат не сум глорификувал Америка. Јас сум најголем критичар на Америка во дадениот момент во Македонија. Јас милион забелешки давам на американската амбасада. Велам, престанете да го супресирате македонскиот национален интерес од околината Македонија. Зашто тврдам дека тоа ќе породи радикален македонски национализам. Кога тогаш? Немојте да се играте со тој момент. Не ви се чини дека сме премногу настроени и отворени кон Америка, а малку помалку кон другите но ние сме конзервативна партија, внимавајте. Конзервативниот дел на Америка. Че конзервативниот дел на Америка е сосема друга приказна. Тие ни се наши партнери, тие ја викаат Македонија. Тие немаат проблем со Северна. Тие не вршат притисок за Северна. Тие не вршат притисок против македонскиот национален стратегиски интерес. Че таму имате двојство во политиките, истото и во Британија. Значи, имате ситуација во која што не можете глобалистичкиот свет и неолибералниот свет да го гледате во Америка, во Британија, во не знам ово или во не знам озна, ако, например, некој е сега на власт како Бајден, например, и ги направи сите можни глупости. Сите можни глупости. И во делот на овие неолиберални тенденции, и сега тие аргументи ги користи Путин во војната во Украина. Тие, во суштина, со својата глупост, му дадоа аргумент на Путин да едноставно ги разнесе во таа пропагандна војна со Украина и со целиот свет. Едноставно ги разнесе. Зошто? Затоа што пројавија страхот на слабост. Со нивните механизми и инструменти, по КГБ-овски методи, се случи тоа што се случи. Значи, јас сум многу јасен. Цело време сум фокусиран на македонскиот национален стратегиски интерес и на враќање на македонското национално единство од откојната Македонија. Да најдеме начин да направиме беден внатре. За тоа треба проветрување, за тоа треба политичкото мочуриште да добие одводни канали, да истече, да се исуши и да може да влезе свежа вода која ќе струи луѓе. Политичкиот систем мора да струи, не може две партии да ја водат Македонија веќе 3 децении. Мора да се отвори системот. Сите држави од екс-Југославија пројдоа низ тој процес на прочистување на политичката сцена. Че ние мора да го поминеме тој процес. Да не го заобиколиме овој дел за 20% од албанците, убаво го начнавте прашањето. Тие, кога станува збор за стратешки нивни заеднички интереси, секогаш се заедно, секогаш се имаат консензус. Ние сме
за разлика од нив разединети, меѓутоа и таму нема струење околу политичките партии, се чини дуи струјата на дуи, па еве сега малку поместување Касами, Таравари и така натаму ќе влезат, ќе излезат од влада и тука нема некои големи. Кога вие сте слаби како нација, како политички представници на македонскиот народ, покажувате слабост на јавна сцена, континуирано од 2001 зависите да бидете на власт од ДУИ или од било која албанска партија, сосема логично е дека екстремизмите кај албанските партии ќе растат. Ако тие начекаат слабост, значи станува збор за реал политика. Значи, легитимно е тие да притискаат до крај, но уште полегитимно вие да ги затворите сите вентили на притисок. Значи, македонскиот народ мора да најде лидерство кое што ќе знае, уме и ќе има вештини како да ги затвори сите вентили на притисок, без да ведне глава пред калето, без да ведне глава под притисок на Брисел или било кој меѓународен фактор. Значи, ние македонците мора да се свртиме кон себе, мора да фатиме татковината во свој раце. Не можеме да ја оставиме така, оти екстремизмите растат. Природно е да растат екстремизмите во политичките науки. Таа така наречена апизмен политика, политика на попустливост под притисок, по линија на помал отпор, е погубна, секој пат носи пораз. Значи, власта во Македонија е секој пат попустлива. Сега ние попуштаме на бугарите, надевајќи се дека тие тука ќе застанат. Не. Се надеваме дека утре ќе дојде некој Ѓорѓи Димитров кај нив. 100 години не дошол. Така, краток период беше 1-2 години. Значи, внимавајте, ние мораме да се собереме малце како македонци. И затоа оваа лидерска средба можеби е еден добар пат каде што ќе мора да почне да окрупнува оној момент кај македонското лидерство кој што ќе држи до македонскиот национален стратегиски интерес. Ние не дефинираме праг на морална грешка. Не ги дефинираме црвените точки, без разлика што усвоиваме декларации во собрание и така натаму. Се уште немаме политичка волја која што ќе гледа на македонскиот народ и ќе гледа на татковината Македонија. Значи, тој момент е многу важен во дадениот момент, затоа што, внимавајте, екстремизмите кај албанците ќе растат. Значи, не е целта 20% да се уништи, целта е да се уништи унитарниот карактер на Македонија. Ние тоа напредно знаеме. Ке ви смета вас лично ако во уставот стои албански и македонски официјален јазик? Македонскиот јазик, значи, е државен јазик. Таа кованица, таа категорија ние ја немаме. Украина имаше таа категорија. Албанскиот е официјален. Секаде каде што имате доминантно албанци, тој и сега во моментов официјален јазик. Тие може да зборуваат, да практикуваат, но не може да го наметнуваат кај мене. Тука е либертаријанството во предност давајќи силен одговор. Прагот на морална грешка е, вие може да ги употребувате до границата на прагот на морална грешка вашите идентитетски права, но оној момент кога ќе го предете тој праг и ќе го загрозите моето право, да бидам јас македонец во мојата татковина Македонија, да бидам јас државотворен народ во мојата татковина, тогаш веќе имаме проблем. Ама тие велат дека се работи за достоинство, за нивното достоинство. За чиво достоинство се работи? Сите права по меѓународните стандарди ги имаат. Ние треба да ги вратиме во категоризацијата која што е општо позната во политички науки и во меѓународно правни акти. Јас често пати го говорам. Тие се албанска етничка заедница. И во преамбулата треба јасно да стои. Не делови на други народи, нема такво нешто. Тоа е глупост. Таква категоризација не постои. Во преамбулата треба да си остане македонскиот народ како што и стои, албанската етничка заедница, нека и мнозинска албанска етничка заедница, малцински етнички групи, мнозински етнички групи и така натаму. И имате категоризација која цел свет ја признава и ја препознава во комуникација. И тука ќе добиете потврди од Венецијанска комисија, ќе добиете потврда од сите меѓународно правни инстанции на планетава Земја. И тука нема што македонецот да ведне глава и така натаму. Проблемот е што и СДС и ВМРО-ДПМН за да дојдат на власт мора да имаат партнер заради разединоста во македонскиот политички блок во албанските екстремистички сили. Сите пројавуваат екстремистички амбиции. Нема да мислите дека БЕСА има помали екстремистички амбиции од Алијансата или од не знам кој друг. Значи, тој процес не оди на добро. Тие екстремизми целат кон нарушување на унитарниот карактер на Македонија. Целат македонскиот народ да го симнат на ниво на една од заедниците. И сега кога македонецот доби своја држава, 30 години ја владееме тоа држава трапаво, траљаво, никакво, гледаме дека две партии во македонскиот блок не знаат да владеат Македонија,
Природно е македонскиот народ да стапи на сцена како што стапи во Втората светска војна и да ја промеша сцената, да ги промеша картите. Сега е моментот околу идејата на Трајанов пак од вчера, кој што вели дај да создадеме влада од сите политички партии во услови на вака тешки ситуации. Спремни ли сте вие за такво нешто? Да, ние излегуваме со таков предлог уште пред неколку месеци, рековме дека во моментот можеби е најдобро за Македонија да одиме со експертска влада која ќе има политичка поддршка од сите. Експертска влада која што ќе се фати со предизвикот и со заканата од енергетската криза, кризата за храна, вода и така натаму. Значи, ние имаме сега екзистенцијална закана. Немојте да заборавиме дека живееме во воено окружение кое нема да застане само со Украина. Јас одговорно тврдам дека амбициите на Путин се подалеку од Украина. Кога сме кај военото обкружување, како би можеле да влијаат последните случувања меѓу Косово и Србија? Деновиве викендов гледаме што се случува, таму има некои тензии сега. Како тоа би можело да фрли рефлексија на нашата држава? Може ли да се чувствуваме загрозени или се останува? Во политичките науки двоглава политика не може да обстои. Хермафродитна политика не може да обстои. Седење на две столици, народски кажано, не може да обстои. За жал, председателот Вучиш долго време седи на две столици. Има одлична соработка во НАТО, а ваму подготвува воена база на Русија. Има воена соработка со Америка, има воена соработка со Русија. Во даден момент настанува судир на геостратегиските интереси. Геополитиките тука ќе кршат копија. Че не е проблем Косово. Проблем е влијанието на Русија на овие простори. И нормално амбициите на Америка да го задржи влијанието по Монроовата доктрина на овие простори. И тука страдаме ние фактички. Страдаме ние. Амбицијата на Путин е да стави капа на целиот православен свет. Тоа е таа славјанска империјална амбиција и така натаму. Дури не е ни обновување на Советскиот сојуз. Тоа е нешто поголемо од обновување на Советскиот сојуз. Тоа е враќање на некоја Византија под руско влијание и така натаму. Значи, таа амбиција е сосема видлива, сосема јасна таа амбиција. Тука се судира со американскиот интерес во регионов. Може ли тоа да има дестабилизирачки ефект? Ќе има, апсолутно, ќе има дестабилизирачки ефект. Косово врие, таму се на ивица од потенцијален конфликт, но внимавајте, екстремизмите во Косово растат, колку што расте слабост и попустливоста на Вучич. Колку повеќе ги применува пизмен политиките, толку ваму екстремизмите ќе растат, ќе се силат и на крај ќе дојде до некоја хрватска олуја, во која што србите од северот на Косово ќе бидат збришани и Косово ќе остане чист етнитет. Тоа е крајната цел која што екстремното раководство во Приштина има за цел сега. За жал, српското раководство нема одговор на тој момент. Нема одговор. Трпи притисок од Германија, трпи притисок од Америка, пред едните ведне глава, пред другите ведне глава, пред Путин ведне глава и тука веќе имате пат позиција. Значи, јас повторно се враќам на она што е норма. Вашето да биде да, вашето не да биде не. Играњето со едни, со други, со трети ќе доведе Србија во многу незавидна ситуација и ќе доживи уште еден пораз. И тоа ќе биде крај на владењето на Вучики. Имаме ли ние стабилна коалиција дома? Не. Коалицијата, владачката, ако зборуваме коалиција, во моментот имаат сериозни турбуленции внатре. На што поточно се мисли? На уставните измени. Таму веќе имате отворено, пратеници од коалицијата кои што не се согласува со бланко давање поддршка на уставните измени. Се пренагласува аргументот дека со тоа се отвара европска перспектива. Не, нажалост, не е отворена ниту сега европската перспектива на Македонија. Зошто владата не стави Јас не сум против европската перспектива на Македонија заради европските вредности. Но во дадениот момент не отварате. Значи, го лажеме народот ако му речеме со уставните амандмански измени ние ќе отвориме европска перспектива. Ама еве така велат. Па тие велат и јас велам го лажат народот. Значи, ниту ќе се отвори европската перспектива. Дали истото го велеа со Охридскиот рамковен договор? Дали истото го велеа со територијалната поделба? Дали истото го велеа со Преспанскиот договор? Дека еве готово Македонија само што не влела во Европска унија.
Значи од 95-та година кога почнаме современата спогодба, сите велеа отвараме европската перспектива на Македонија. Единствено што Од добивме, 95-та до 25-та само... ние имаме веќе 30 години. Значи ние се надеваме на некоја си европска перспектива која што станува се по-неизвестна. Европа веќе има реален е оној датум кој што го кажа Ковачевски 2030-та Европска унија? Не, знаете зошто е далеко Европска унија? Јас имам овити некои други моменти. Европа е спој помеѓу кал и железо. Значи имате еден црст дел во Франција и во Германија, кој што за волја на вистината има своји геостратегиски интереси во Европа и од секогаш и историски наназад се бореле за доминација над Европа. Претходно Британија го држеше тој дел, сега Британија од кога се повлече веќе ривалството е помеѓу Франција и помеѓу Германија. Тие се закрвавени историски ривали на тлото на Европа. На другава страна имате Шпанија, Италија, Португалија кои што се во сериозна и Грција кои што се во сериозна должничка криза и Германија чувствува и се повеќе јавноста говори дека тие се на грбот на Германија во суштина. И таму имате, значи, сега една група на нови држави кои што влегоа и кои што, да речеме, Бугарија и Романија ниту имале европски вредности, ниту примеле европски вредности, ниту пак во дадениот момент, додуше, Бугарија воопшто, ајде Романија пак некако оди напред, но збориме за Бугарија. Бугарија не помирисала европска вредност. Ти не знаеш што е европска вредност. Тие велат, влезе. Нема да почитуваме ништо, ќе платиме казна и заврши приказната, утре ќе си земеме пак некоја донација од Брисел и тоа е политиката која што тие ја водат. Да, влегоа, точно, влегоа, но тоа е глупоста на Европа. Или сите ќе влезат, или никој нема да влезе под тие услови и критериуми и така натаму. Мислам дека ќе направи Европа глупост ако не остави надвор од рамките на Европската унија или ако не прими. Тоа е најголемата глупост. Значи, ако имате една рана во своето европско тело, вие мора да работите таа рана да исцелите, да зарасне таа рана и едноставно да таа рана да стане составен дел на европскиот организам. Нормално ќе има како се вели тоа, белек. Ќе има белек, но тоа нема да ви пречи на европскиот организам. Значи, ние треба да се наметнеме дека може да бидеме додадена вредност во Европа. Значи, ако Македонија направиме просперитетна држава, ние можеме да се наметнеме на Европа. Едноставно, внимавајте се, тие ги бараат Швајцарија, бараат Норвешка, едноставно, тоа се просперитетни држави. Тоа се доста високо развиени. Ние да станеме просперитетна држава, нас ќе ни постават црвен тепих, нема да име битен ни идентитет, ни Бугарија, ни екстремизми, ни едно, ни друго, ни трето. Ако има може ли да влеземе се додека еве не одиме заедно тандем со рака под рака што се вели паралелно со Албанија, не делот од Албанија. Од друга страна, значи, оние што се познавачи на политичката сцена во светот и кај нас велат дека се додека не се реши прашањето на Косово, ние не можеме да воопшто да мислиме на такво нешто. Видите, прашањето на Косово има исто толку важност за влезот на Македонија во Европската унија колку што имаше важност кога Бугарија влегуваше во Европската унија. Значи нема значење за влезот на Македонија, нема директна врска дали Косово ќе биде стабилно или нема да биде стабилно, дали Македонија е врзана со тоа или не е врзана со тоа прашање. Па внимавајте, Србија во моментот има преговори со Европска унија и покрај проблемот со Косово. Ја притискаше некој да го реши прашањето со Косово, па после да ги отпочне преговорите и да добие меѓувладина конференција? Не. Чи не ја притискаше Србија никој? Но во Македонија видоа слабост во раководството и може да притискаат по линија на помалото. Видеа апизмент политика и рекоа ајде да прогласиме уште една дипломатска победа. Ке ги условуваме. Така, бугарите се внатре во кругот. Знаете, кај нив тој аргумент е банален, го употребуваат кога им треба и кога не им треба. За време на Преспанскиот договор, јас им велев на сите и јавно на дебати. Ајде користете го истиот аргумент кој што го користи Европа, нели први во кругот. Македонија стана држава после Јалта прва во кругот. И автоматски она има предимство на терминот Македонија и на изведените придавки од Македонија, македонски и така натаму. Значи, ние први имавме предност, не Грција. Таму беше провинција. До 79 година зборот Македонија беше забранет. И ние тој аргумент не го употребивме. Во преговорите тие влегоа со 60 професори на политички науки, ние не влеговме со ниту еден. Чекаме што ќе ни кажат американците или некои други.
Значи, тоа е наша слабост. Јас цело време говорам дека имаме наши слабости кои што не доведува до оваа ситуација. И сега, ако сами сме се довеле во таа ситуација, сами мора да се извлечеме од таа ситуација. Значи, единствениот начин е да покажете дека сте свој на своето, дека водите стамените политика. Луѓе да почнат да ве ценат на меѓународна заедница. Не може да ве тапкаат по рама дека вие сте попуштиле на грците, сте попуштиле на бугарите, а ништо од европските перспективи. Едноставно, јас не сум оптимист дека ние до 2030 година ќе станеме членка на Европската Унија. За тоа треба да се случат многу работи. Македонија во наредниве два изборни циклуса, да речеме, може би ќе влезете во извршна власт и тогаш ќе ги гледаме вашите политики и како вие ќе не водите понатаму. Имавте една интересна... Дај Боже, барем ќе влеземе со јасни ставови, со чист став. Имавте интересна платформа, имавте интересна програма која што остана запаметена кај граѓанството, кај оние кои што ве познаваат, меѓу другото конзервативна партија, ама луѓето велат да, партија составена од од интелектуалци. Значи, луѓе кои што биле некаден во ќош тргнати, ама сега го наоѓаат полека местото. Ама се чини дека не можете сосема да издействувате. Зошто? Објаснивте и самите какво е тлото на политичката сцена тука. Најавувавте Space City, така беше, Кокино, најавувавте брзи железници. Всушност, човек кога ќе дојде во политиката мора да биде спремен и на критики. Од една страна тоа беше добро прифатено, од друга страна некои ве исмејува, па имаше и вицови на ваша сметка и така натаму, имаше коментари каков Space City, какви брзи железници, какви возови, кога ние, например, еден булевар на Партизанска или една делница од 300 метри ја поправаме, да речеме, 4,5 години. Ние бевме како свесни, така ќе одиме кон Европската Унија? Свесни бевме на почетокот дека ова ќе биде шок за нацијата, но решивме да ја ставиме нацијата во состојба на шок. Да ја однесеме на повисока перспектива. Се шегува, си го има да ја тоа однесеме како на на повисока перспектива, макар нели го трпеле и тој момент, свесни дека тие освен отварање на селски чешми не видели некој поголем проект од некој премиер од претходниве 30 години. Тие се сосема реални изводливи проекти. Вие го спомнавте Space City Кокино. Кога имате професор на НАСА, каде што да речеме, керка ми има релација, таа студираше, нели, дипломираше на Райс Хјустон, Тексас, има секоја недела на НАСА часови. И вели за Македонија Холе Ленд. И објасно јас си викам, Керко, прашај што му значи тоа, зошто размислува така. Вели, ден денес не можеме ние во НАСА да сватиме како е можно на Кокино, тие луѓе што живееле во древни времења, да направат таков распоред на таа обсерваторија, која што ден денеска со најсовремени научни методи можеме да потврдиме дека е беспрекорно точна. И нивната проценка е дека населението што живее на овие простори, во крвниот запис, има останато нешто гениално во делот на астрономијата. И тие беа спремни да отворат астрономски студии во Македонија. И ние почнеме да истражуваме. Почнеме да истражуваме во тој дел и видовме дека ние во суштина имаме едно момче кое што е на PhD во Франција на астрономски студии. Имаме луѓе кои што се надвори се една девојка млада, сега е 21 години од Кичево, која што е првата аналоген астронаут во НАСА. Значи имаме луѓе кои што, наши македонци кои што работеле на се. И ние решиме да понудиме на нацијата во слики, внимавајте, прво образовен, научно-истражувачки центар за астрономски студии, второ во реална големина да ги видат ракетите, нели, како изгледа костум на еден астроном и така натаму, да се види таа обсерваторија во истата визија каква што ја има Кокино обсерваторијата. Значи, луѓето да ги видат со звездијата, да добијат едноставно знаење за тие астрономски, нели, науки, знаење и така натаму. И тоа ќе станеше една туристичка атракција, која што беше предвидено и проценките беше да биде некаде со 20.000 туристи посетена. Не станува збор за не знам. А што ако им испратевме слики од сегашната состојба каква што е во железници? И ги видаа нашите возови. За какви ние понатаму перспективи ќе зборуваме? Ова имаме намера да го направиме со приватни инвеститори кои што веќе ни беа најавени во Мелбурн, во Австралија. Дури беше тоа и нивна иницијатива и така натаму. Ништо од буџетот немаше да оди таму. Исто како што немаше да оди од буџетот за брзата железница.
Значи ден денеска е актуелна брзата железница. Луѓе, тоа е единствениот начин како вие да се поврзете со развиениот свет. Внимавајте сега, земете Шпанија. Ама ние не успеавме, Шпанија не земете. метро, туку трамвај не успеавме Дозволете ми само овој аргумент да ви го спроведеме дадам. низ градот, главен град. Дозволете ми само овој аргумент да ви го дадам. Шпанија има најразвиена мрежа на брза железница во Европа. По километар е број 1. Дури е поголема од одредени развиени области во Америка, Калифорнија и така натаму. Значи Шпанија. И внимавајте, зошто има Шпанија развиен туризам? Затоа што можете да стигнете до секоја туристичка точка многу брзо. Значи брзата железница не беше за да ги пренесе луѓето од Прилеп до Скопје, него брзата железница беше да донесе странски туристи. Значи брзата железница Македонија можеше да стане туристички центар. Наш ни беше планот 100.000 туристи дневно и тоа е сосема логично, можно и известно, но тие за да ги донесете мора да имате инфраструктура. Немате ли инфраструктура, немате ништо. Ама туристи, да не заборавиме, се носија во времето на Груевски преку она негово античко Скопје 2014, па на крајот ни се удри се од глава. Видете, тоа е сосема друг модел и друг концепт, иако и тоа си имало свој одреден ефект во даден период. Но збориме сега за нешто што е одржливо, нешто што е на долг рок посакувано во Македонија. Македонија има што да понуди на туристичката карта на светот. Значи тоа автоматски ќе го забрзаше протокот на туристи во Македонија, протокот на луѓе, протокот на бизниси и така натаму. И тоа немаше да биде градена од буџет. Значи, ние имаме план, да, имате железница транспорт, железница инфраструктура, имавме во најава инвеститори кои што може да дојдат. Не заборавајте дека во моментот има 11 трилиони долари слободни финансиски средства на американскиот финансиски пазар. Ние тоа не знаеме да го искористиме. 11 трилиони долари. Не е целата среќа во 5 банки монополи во Македонија. Ние планиравме да отвориме 3 слободни финансиски зони: Скопје, Охрид, Струмица, СОС, Safe Hour Souls, каде што Охрид ќе беше криптовалутен центар. Што зборува за една сосема друга визија, за една сосема друга перспектива да одлепиме Македонија од ова политичко сивило, од ова политичко мочуриште. Не сме далеко, близко сме, многу сме близко. Ние не можеме да ги решиме фундаменталните наши тука проблемите за не можеме да ги решиме од нашата собствена глупост. Чи срамота е во трета декада на 21 век да разговараме ние за немање водовод во село, а ги имаме многу населени места каде што немаат водовод. Значи, каде што немаме и квалитетна струја и така натаму. Значи, срамота е во трета декада на 21 век ние да разговараме на тие теми. Тие теми се решаваат часкум. Тие се решаваат на многу едноставен начин ако имате политичка волја да ги решите. Кога сме кај ова, кај решавањето на струјата, водата и така натаму, веќе во завршница, како Интегра би се справила со веќе актуелната енергетска, економска, финансиска, каква ли не криза? Може ли тука да се види светло во тунелот? Може да се види светло, но прво треба да видиме дали некоја воопшто политичка гарнитура има политичка волја Македонија да направи енергетски независна држава. Еве, Мицкоски му предлагаше, пак ќе речам, на Ковачевски му даваше релации, контакти, што искористија, што не искористија. Јас досега не видов сигнали ниту кај власта, ниту кај опозицијата парламентарна дека имаат политичка волја да ја направат Македонија енергетски независна држава. Еден од идентитетските столбови е енергетската независност. Тоа да го запамтиме. Македонија може да стане енергетски независна. Ние предлагавме уште пред изборите, многумина и тогаш реагираа на green hydrogen, на зелениот хидроген и така натаму, но тоа напаѓа на енергетскиот пазар во светот. Веќе имате високи технолошки научни истражувања и резултати во таа област. Значи, ние имаме директна релација со човекот кој што е предфинален на, се нарекува four stage термоплазма процес. Му кажавте за ова на Ковачевски? Со ласер се двои водородот од кислородот. И добивате таква енергија која што може Македонија да ја однесе брзопотезно, просперитетно напред. Го имаме линкот со човекот кој што е број 1 за енергетика на планетата Земја. Му го доставите на Ковачевски? Се уште не, но се уште не, затоа што уште не сме сигурни дали имаме политичка волја Македонија да направиме енергетски независна. Но работиме на процесот, ги правиме подготовките. Најважното е што имаме пас и виза
од тој човек и од таа фирма Дека сака да дојде. да настапиме и да едноставно бидеме лајзон со владата и со премиерот лично. И во периодов пред нас, веројатно тоа и ќе го сториме, со тоа што морам да кажам дека за комерцијална употреба ќе биде подготвено прва половина 24 година, а сега е највисокиот стадиум на најсовремен нов модел на електролиза. Во дадениот момент исто така се произведува и сосема комотно тесне готина може да се префрли на хидроген. Дури имам писмен допис од нашиот партнер во тој дел, дека се обезбедени финансии од Обединетите нации и од други развојни агенции, значи, за да се влезе во Македонија во Убаво ова што тој збориме дел. ние, дека има луѓе кои што се заинтересирани со свој капитал да влезат овде, да се направат убави работи, меѓутоа треба да се побрза со таквите, ако имаме такви информации, треба да се разработат, како што велите вие, треба да има политички консензус, треба да има политички дослух за таквите работи. На сметка на тоа, денеска народот ни секој ден живее во грч, како ќе опстане до наредното утро. Точно е тоа, но неснаоѓањето на власта и на парламентарната опозиција во нудењето на решенија за излез од кризата се одразува во несигурноста кај народот и секојдневието на луѓето. Знаете, во една ваква претпоставена ситуација да се сложи евентуално власта, да го направиме, например, тесне готино на хидроген. А тоа е сосема можно и сосема известно. И тоа ќе биде најевтиниот начин како да се дојде до струја. Не зборуваме сега партнерот да инвестира и да си ја продава струјата во Будимпешта да прави личен профит за себе. Зборуваме за надворешни извори на средства донесени за да државата има полза. Македонија може, ако стане ветерен парк, ветерна зона, ако стане соларен парк, соларна зона, зелена. ако МЕПСО го продадеме 50% со златна акција на државата, да заштитиме стратегиската инфраструктура, за да може да направи трафостаници и влезови, да системот може да прими и ветерен парк и соларна зона и така натаму. Тогаш Македонија може да стане извозник на струја. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека сите ранливи категории на граѓани во кои ќе влезат и пензионерите испод просечната нето плата во државата, дека по скала ќе може да добиваат паушал да плаќа струја. Да речеме најниската категорија 10 евра месечно, повисоката категорија 20 евра месечно, највисоката категорија 30 евра месечно, која што е испод просечната нето плата која во моментот е 30.000. Сите тие се ранлива категорија на граѓани. Со закон ќе ги внесеме во таа категоризација, во таа група. И тогаш тие ќе плаќаат паушали струја, нормално ќе се земе просекот од потрошени киловати од претходната година, не може да биде надминат повеќе од 50% од потрошена енергија за таа година. Значи има начин како. Има решенија, науката дала решенија. Има начин за се и партнерите надвор дале решенија. Значи не заборавајте, го имаме и вема британскиот инвестициски фонд, имаме швајцарски инвестициски фондови, има фондови од арапскиот свет со кои што сме во жива комуникација и кои што не можеме да ги донесеме затоа што не сме убедени дека постои политичка волја така едните, така и другите. Затоа се бориме да станеме фактор во власта, за да можеме со отворено срце да ги носиме тие луѓе тука, да едноставно придонесат и бидат додадена вредност за македонската економија и за стандардот на нашите луѓе. Да се надеваме на подобар стандард, бидејќи знаеме што значи да извезуваме енергија, ама мислам дека и секој обичен граѓанин знае во вакви услови сега што значи да увезуваме енергија и како тоа притиска врз Значи неговиот да заклучиме решение така, има. Така. Потребна е политичка волја и второ потребно е знаење, умење и да имате некорумпиран ум. И слух. Оти на нашиве партнери, ако некој им спомне корупција, мито и така натаму, ги губиме веднаш во првите 5 минути. Значи, мора да се бира некорумпирано лидерство. Лидерство кое што има чист образ и кое што знае што сака и знае како и знае колку умее и какви вештини има за да едноставно направи еднаш конечно нешто добро за својот народ и за својата татковина. Сите ќе имаат полза тука. Тогаш ќе паднат и екстремизмите долу. И албанската етничка заедница ќе има многу придонес од ова. Сите останати ќе имаат, сите ќе се свртат кон животниот стандард, кон просперитетот. Секој ќе гледа да го изнесе творечкиот потенцијал на површина, затоа што
ќе му биде системски дадена можност и шанса да успее во животот, да стане богат и просперитетен и лично, и како семејство, и како нација и држава. И политиката конечно да тргне малку настрана од Така е, секој да релаксираме малку дадеме притисок простор на политиката. на економијата. Така е. Благодарам, убави муабети, убава тема, убава анализа. Беше ова председателот на Интегра, господинот Љупчо Ристовски. Благодарам што се одзовавте на поканата и да се надеваме Благодарам дека за поканата. повторно ќе се видиме во поубави времиња.